Да, веднаш по Тринските вести отвораме на актуелна тема за која што ќе поразговараме малку повеќе во продолжение. Станува збор за енергетиката, по-конкретно за обновливи извори на енергија, односно за фотоволтаици, нешто што е тренд во Македонија и регионот, па може да се каже и во Европската унија, нормално и во целиот свет. Со нас во студиото денеска е господин Горан Енгјушев, кој е директор за развој на проекти за фотоволтаични електрични централи во групацијата Фероинвест, која важи за лидер на обновливи извори на енергија во мали хидроелектрани, фотоволтаични централи и електрична централа на биогаз. Мислам дека најавата како што треба. Токму така, добар ден на вас, на вашите гледачи и ви благодарам за поканата и можноста да учествувам во оваа програма. Јас само ќе ви кажам, добро дојдовте во првата Грин телевизија во Македонија, Канал 5, која што и ги следи трендовите и знае што е обновлива извор енергија и зошто треба да се вложува во нешто такво. Така, морам да го пофалам Канал 5, кој што е првиот медиум кој што постави фотоволтаик. Тука може да видите поставеноста на 70 киловати фотоволтаични електрани, тоа е за голем поздрав. Да биде апел кон другите граѓани, кон другите медиуми да продолжат по вашите стапки. Така. Кога зборуваме за обновливи извори на енергија, доста често се споменуваат, дали дека се апсолутно тоа тренд во светот, а стануваат се поактуелни во Македонија. Она што е најчесто поставувано прашање, зошто се важни обновливите извори на енергија? Така, па би започнал јас со посочување на јасната цел, поставена од Меѓународната агенција за енергија, која што вели треба да се сведат емисиите на јаглерод диоксид од производството на електрична енергија на нето нула, односно целосна декарбонизација до 2050 година. Што значи тоа, да им објаснам малку на гледачите? Тоа значи поттик на енергетска транзиција. Односно да се подзаборави концептот производство на електрична енергија од загадливи извори како што се јаглен, нафта и мазот и да се пренасочиме кон производство на електрична енергија од обновливи извори како што се биогасните електрани, фотоволтиците, хидроелектраните и ветерниците. Ние како граѓани и како држава, Македонија, ако сака да допринесе на една подобра еколошка состојба, со тој подобра општествена состојба, треба да тежнееме токму кон таа насока. Меѓу другото, сакам да посочам дека Македонија, ако сака да стане енергетско независна држава, треба да ги користи природните извори и да инвестира во обновливи извори. Така. Вие доаѓате од Фероинвест, групација која важи за лидер на македонскиот пазар кога станува збор за обновливи извори. Први започнавте со малите хидроцентрали, сега сте фокусирани на фотоволтаични електрани, на електрани на биогаз. Кога станува зборите за фотоволтиците, кои се, да кажеме, најактуелни во моментов, колку тие ќе придонесат за промена на енергетската слика кај нас во Македонија? Па би сакал да потенцирам дека инвестиции не само во фотоволтичните електрани, туку во сите други обновливи извори е од голем бенефит за Македонија. Ние како групација го негуваме ставот дека пред се изградбата, инвестирањето во обновливи извори треба да биде планско и балансирано. Што сакам да кажам со тоа? Например, фотоволтаикот произведува во одреден период од денот, односно кога има сончева светлина од 7 или 8 часот наутро па до кај 5-6, во зависно од колку е долг ден. И 80% од производството доаѓа во пролетта и во летот. Па тука произлегува прашањето што останува за останатиот временски период, дали пак ќе се потпреме на загадувачките извори за електрична енергија. Не, треба ние планско да ги алоцираме ресурсите на во сите обновливи извори за да креираме еден баланс. Така. А кога сме, извинете, што ве прекинувам, кога сме кај фотоволтаикот, треба да се продолжи, бидејќи треба да се искористи поволната клима, односно добрата сончева радијација во Република Македонија. Што е потребно да се изгради еден фотоволтаик, малку околу тоа, колку е таа процедура комплицирана за инвеститорите, дали Фероинвест овозможува такви услуги на други компании или градите само, да кажеме, за ваши потреби? Па вака, Фероинвест е единствената македонска компанија која што нуди еден целосен пакет на услуги кој што возможува овој проект од ваков карактер да се изведе во најдобар ред.
Да, секако нудиме услуги за другите компании покрај за сопствени потреби. И Ferroinvest го велам тоа бидејќи Ferroinvest нуди еден систем кој што се развива во изминатите години, систем кој што се развива денеска со годишните проекти и систем кој што ќе се развива во иднина. Тој систем е под еден кров, во една зграда и секој кој што е заинтересиран може да не посети и да го види тој систем. И овој систем нас ни овозможува да ги понудиме следниве услуги на нашите клиенти. Прво, изработка на физибилити студија, каде што ќе се посочи профитабилноста на тој проект, потоа изработка на основен проект, врз база на кој се добива одобрение за градење. Трето, испорака на целосна опрема, како што се фотоволтаични модули, инвертери, кабли, метална конструкција, трафостаница и четврто, поставување на таа опрема и пуштање во работа која ќе треба. Тука не запираме. Преку компанијата РЕС, која е дел од групацијата на Ferroinvest, нудиме и откуп на струја, кој што е еден круцијален дел за еден проект, да имате вие кој да ви откупи енергијата, да ви гарантира дека ќе ви откупи произведената електрична енергија од било која електрана. И тука пак не запираме, нудиме и одржување и мониторинг, бидејќи таа електрана треба да произведува во следните 20 години. Тоа е една мини фабрика, па со понудување на ова може таа да работи непрекинато на долгорочно ниво. Да сумирам, да, Ferroinvest како лидер и како единствена компанија која што го нуди овој пакет, нуди и решенија до другите клиенти, односно до сите инвеститори покрај нас. Она што го слушаме јавноста што се збори е мислењето дека постои да вистина голем интерес за фотоволтаици кај нас. Според вашето искуство од комуникацијата со клиентите, како вие би го оценили интересот за изградба на фотоволтаици кај нас? Постои ли навистина голем интерес како што се зборува и имате ли и вие отворени проекти, да кажеме, во моментот? Да, интересот е голем, што е за поздравување и така треба да продолжиме. Ние имаме преку 40 проекти кои што вкупно имаат инсталирана мощност од околу 80 мегавати. Дел се завршени, 15 мегавати се веќе пуштени во работа, 20 мегавати се моментално во изведба, значи се монтира дали панели, дали некои се до фаза трафостаница, и уште 20 мегавати ќе почнат да се реализираат во текот на годината и да се завршат до крајот на годината. А за останатите моментално проектираме и се некои поголеми проекти. Меѓу кои морам да кажам, ни е посебно драго бидејќи Канал 5 е дел од овие 80 мегавати. Да. Еве, за да им илустрираме, да кажеме, на граѓаните, споменавте за инсталиран капацитет. Околу тоа, што тоа всушност значи, колку енергија би произвеле тие електрани, да направиме некакви споредби. Па така, еве, докато 80 мегавати е просечно 1 мегават имаме годишно производство од околу 1200 до 1400 мегават часа. Така да, ако ги земеме сите 80 мегавати, ќе добиеме некои си, да кажеме, 90.000 мегават часа годишно, односно, да им биде појасно на граѓаните, би ги задоволиле потребите на 20 до 20.000 домаќинства потрошувачката на електрична енергија. Да, тоа би биле. Еве тука некаде на крајот да го заокружиме и со еден заклучок, кои се категориите за кои препорачувате да се изградат фотоволтаици, во која насока ќе се движи, да кажеме, развод на вашата компанија во однос на обновливите извори на енергија. Па вака, јас на оваа тема гледам на следниот начин. За вие да побарате некаков продукт, некаква услуга, треба да се запрашате која потреба мене ми се задоволува со тој продукт, односно што задоволува фотоволтаикот, што ви покрива. Врз основа на тоа постојат 3 групи на клиенти кои што треба да се замислат да постават фотоволтаик. Првите се оние кои што имаат фабрика или големи магазински простори, па тука самата дејност налага да има голема потрошувачка на електрична енергија, со тоа и големи сметки на крајот на месец, па тука потребата е јасна да се намали трошокот и односно да биде компанијата профитабилна, па затоа го има фотоволтаикот како продукт што го намалува тој трошок. Втора група на клиенти би ги кажал предприемачите кои што имаат бизнис во одредена дејност, имаат одредени средства на крајот на годината кои што сакаат да ги пренасочат на некој друг вид на инвестиција.
Па фотоволтаикот е добра идеја да напрати на диверсификација на нивното инвестиционо портфолио. Трета категорија се домаќинствата кои што може да го искористат законот до 40 киловати кој што важи сега, но Фероинвест има бизнис план за првите две категории, сакам да потенцирам. Нуди решенија за првите две категории. Да, и да сумирам, ние ќе продолжиме да нудиме фотоволтаични електрани, би сакал да го искористам моментот да промовирам неколку нови наши продукти, меѓу кои едно е in-house производство на трафостаница, тоа е онаа куќарка каде што се смества странапонската опрема. Таа ќе се произведува во наши простори до крајот на годината и нудиме проектирање и изведба на 110 КВ трафостаница. Имаме уште неколку други продукти кои што се под R&D, под Research and Development, ама за тие ќе оставам во некоја наредна прилика некој мој колега да ги промовира. Ќе се видиме сигурно, да. Ќе поразговараме за тоа. Благодарам многу за гостувањето во Здрава Македонија, во Канал 5, како што кажав, во првата Грин телевизија или медиум кај нас. Беше тоа господинот Горан Ангјушев, директор за развој на проекти за фотоволтаични електрични централи во групацијата Фероинвест. Ви благодарам многу за времето.